Последен разговор во денешното издание на Македонија наутро, секако на актуелна тема за која што сметаме дека многу треба да се дискутира, а ја започнуваме некако вака. Македонското здружение на млади правници, Здруженијето за одржлив развој и заштита на животната средина Go Green, Центарот за климатски промени и Здруженијето на млади креатив неодамна промовира нов проект насловен Младински активизам за позелени општини. Преку истиот треба да ги потикнат младите во земјава на активизам и вклученост во процесите на носење одлуки, како и да ги мотивираат и да предлагаат и да реализираат конкретни еколошки решенија за општините во кои што живеат. Повеќе детали за самиот проект утринава дознаваме од Мила Ивановска од Здруженијето Биди Зелен. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Оно што е интересно, сакам да го споменеме на почетокот е тоа дека 4 различни здруженија се обединија во иста мисија до 2024. Да, до крајот на 2024. Токму така 4 различни здруженија од различен профил со различни цели и приоритети, меѓутоа севкупно идејата за да го подобриме нашето општество. Иста цел, да. Е со иста цел. Така да секој со своето искуство допринесува и е комплементарна за целта на овој проект. А кога веќе ја споменавме целта, да и нешто подетално во наредниве минути, што представува основната всушност цел на самиот проект? Така. Најпластично кажано, целта ни е да ги активираме младите во општините на локално ниво, да се стекнат со знаење и вештини за да допринесат за позелени општини. Преку разноразни семинари, тренинзи, курсеви, вмрежувања и соработка со локалната власт, односно со општините. Затоа, проектов трае 3 години, меѓутоа ние се надеваме дека резултатите ќе траат во наредните 30 години. Да го поттикнеме малку активизмот што е еден вид алатка на граѓаните за да ја контролираат работата и да ја поттикнат работата на локално ниво. И токму младите, бидејќи веруваме дека тие се тие што имаат најмнога енергија и најмногу капацитет да допринесат во една ваква промена. Позелени општини, по климатски отпорни општини, бидејќи тоа е еден предизвик со кој што се соочуваме сега, што ни го наметнува климатската криза, едноставно мора да бидеме по-одговорни и по-одржливи во тоа како ја градиме околината околу нас, како градиме патишта, дали и какви згради градиме, во какви училишта учиме, кои се парковите, зеленилото околу нас и така натаму во нашата општина. Во интерес на проектот, Здруженијето на млади правници неодамна спроведе едно истражување кое што и не даде така охрабрувачки резултати за младинското учество во креирањето на младинските политики и вели само 16 општини во земјава имаат формирано локални младински совети. Да, тоа е релативно мала бројка. Мала бројка, особено со тоа што според законот општините требаше овие обврски да ги реализираат до минатата година, до крајот на 2021-та. Сега сме 2022, средина на 2022 година, а ние имаме само 16 од 81. Од 81 општина, вклучувајќи го нели и градот Скопје. Што би требало локалниот младински совет да работи за гледачите и што би требало, кои се неговите одговорности? Значи, во рамки на општината нели имаме градоначалник и имаме општински совет. И сега со законот за младинско учество се предвидува и формирање на локален младински совет. Значи, дополнително на овој општинскиот имаме и младински, каде што членови ќе бидат само млади, дали од младински организации, од партиски подмладоци, од организации за млади и без никаква припадност на овие организации, исто и сами млади активисти може да бидат дел од овој совет. Тој совет што ќе прави, значи ќе има програма, ќе работи на одредени точки, на предлози кои што се носат до советот на општината и се разгледуваат на општинско ниво. И ако 16 е мала бројка, каде го лоцираме виновникот? Кај општините кои немаат интерес да ги формираат советите или од друга страна кај младите кои што недоволно притискаат за да се обете страни. Обете страни, затоа токму и главна нишка во целиот проект и активностите што ќе ги реализираме се и кај младите, и кај младинските здруженија и организации,
и кај општините, за тие да се вмрежат, за да можат доследно да ги реализираат обврските овој закон за младинско учество, меѓутоа во насока на заштита на животната средина и справување со климатските општини. Да тие младински совети, тие младински капацитети и инфраструктура да можат да работат во насока на заштитата на животната средина и климатските промени. Имаме и конкретни фотографии од самото отворање на целиот проект, односно промоцијата, ќе ги проследиме во текот на разговорот. Во меѓувреме, една од основните цели на самиот проект е поттикнување на младинскиот активизам генерално. Што треба да се преземе за да се слушне гласот на младите во локалните средини и како да поголемо влијание на младите во креирањето на политики на локално ниво? Така, тука е всушност и најголемиот придонес на Go Green, кога станува збор за младинскиот екоактивизам. Преку нашето искуство веруваме дека ми се докажува тоа секојдневно на терен дека младите имаат огромна енергија и ентузијазам, меѓутоа треба да бидат правилно насочени. Зошто? Бидејќи доколку немаат желба и мотивација да направат нешто добро, за да разберат што треба да направат, тие обично заглавуваат на социјалните медиуми, на компјутери, на телефони и не се толку продуктивни. Од друга страна, очекуваме активни граѓани што ќе излегуваат на избори, што ќе допринесуваат со прашања во работата на општината, а ние немаме активна граѓанска маса, млади активни граѓани. Сега, преку правилна едукација на младите за тоа што значи отпорни општини, зелени општини, ги насочуваме и преку изучување на алатките кои се во рамки на еколошката демократија, значи како правилно действуваме. Не може само да бараме виновници, односно да обвинуваме одредени власти, чинители во локалната, централната власт, а при тоа да не го знаеме процесот кој ние како граѓани во кој може да се вклучиме и да допринесеме. Еве конкретно ќе споделам еден податок од истражувањето за Министерството за животна средина за јавното мислење за климатските промени. На прашањето зошто не преземате акција во борба со климатските промени, 49% од испитаниците одговориле дека веруваат дека централната власт треба да ја спроведува акцијата. Значи, кај нас влада е тоа мислење дека се треба властите да прават. Општината, владата, министерството, а каде сме ние како граѓани? Да идентификуваме проблем во општината. Истото да го адресираме до надлежниот сектор, советници, младински совет во овој контекст и понатаму да апелираме преку притисок во јавноста, дали ќе биде тоа преку символичен протест, некоја герила акција, кампања на социјалните медиуми и така натаму, за тоа да се актуализира, да стане релевантно и да биде реализирано. Меѓутоа, паралелно на граѓанскиот активизам, младинскиот граѓански активизам, да имаме тоа ќе го правиме заедно и со другите партнери во проектот, ќе се мобилизираат и млади професионалци од областта на животната средина, инженери, како што ги имавте овие пред мене тука, еколози и така натаму, кои што ќе дадат стручноста во тие предлози што се дојдени од младите активисти, а младите правници, група на обучени млади правници, ќе дадат правната поддршка во тие акции, предлози кои што сакаме да ги видиме за позелени општини. И предпоставувам се во ова ќе биде мобилизирано во рамки на едукативната платформа во неколку модели? Не целосно, едукативната платформа е првично намената за младите и за нивно некое основно познавање на тоа што се климатските промени, односно два модули се. Ајде, вака да се навратам од почеток. Значи, Go Green во рамки на проектот односно сега сме во фаза на реализација на едукативна платформа за младински екоактивизам. Што тоа значи? Имаме два модули. Првиот модул за климатски промени, кој што е сочинет од 5 теми. Климатски промени и животна средина, е првиот модул. Имаме тема климатски промени, причини, последици, адаптација, митигација. Имаме модул квалитет на воздухот, енергија, транспорт и придобивки од зелени општини. А вториот модул, кој што е за еколошки активизам, темите се еколошка демократија, младинско учество, донесување на одлуки на локално ниво, комуникации и кампањи и
активизмот како контролен механизам. Впрочем, се што е неопходно за да може да реагираат. Како би можеле да прават промени ако не се информирани? Токму така. Значи, да знаеме прво разлика помеѓу аерозагадување и климатски промени. Да знаеме кои се причинителите на аерозагадувањето, кои се на климатските промени. Како тука локалната власт се вклопува во сето ова? Затоа што имаме ние различни ингеренции, надлежности. Нешто е на локална власт, нешто е на централна власт на ниво на знаеме точно каде да се адресираме. Тоа е само првиот чекор, првата фаза од целиот проект. Центарот за климатски промени, вашиот партнер во проектот, ќе изработи приречник со кој што на младите и нивните организации ќе им се помогне да разберат што е точно поглавието 27 и кои се врските кои што произлегуваат од него во однос на оние европски политики за заштита на животната средина, а последниот сегмент пак од целиот проект подразбира и финансиска и менторска поддршка за младите организации, секако младинските организации и нивните активисти. Во однос на целиот овој проект ќе бидат организирани 8 регионални средби во секој регион од земјава. Што точно ќе значи тоа? Така, за прирачникот најпрвин, значи, за евроинтеграцијата, ние како земја треба да реализираме одредени законодавства, да ги транспонираме кај нас и слично, и тие се поделени во неколку поглавија. Поглавието 27 е за животната средина и од тука Центарот за климатски промени ќе го преведе на некој начин тоа поглавје, преведување во насока на разбирливи одговорности и пречистени одговорности за локалната власт која што треба да ги спроведе во насока на животната средина. Понатаму, во рамките на тоа што ние го правиме како партнер организации и активности што ги имаме, дополнително ќе биде отворено значи субгрантирање, односно грантирање на младински организации, организации на млади кои што ќе дизајнираат и креираат активности во истата насока. Значи потикнување на активизмот и следење на активностите на општините во насока на заштита на животната средина и климатските промени. Имаме уште многу прашања, но многу малку време, треба да го заокружиме и разговорот, но и емисијата. Не можам да не прашам во една реченица, имајќи предвид актуелната еколошка ситуација и предизвиците со климатските промени пред кои сме исправени. Неопходно ли е донесување на национална стратегија за прилагодување кон климатските промени? Дефинитивно е неопходна. Го чекаме законот прво, што е за климатска акција. Оттаму треба да произлезат и по уште некоја надлежност и одговорност на институциите, која што ќе видиме сега уште во фаза на креирање, драв верзија, бидејќи не се јасно некои работи издефинирани, а се дава многу одговорност на општините. Сега ја чекаме финалната верзија за да може да ја коментираме од страна на Министерството за животна средина. Се надеваме дека тоа ќе поттикне поголема имплементација на сите оние цели и стратегии што ги имаме на национално ниво, а не се реализираат поради слабата соработка и капацитет на локалната власт. До тогаш ќе се шокираме со оние 60 целзиусови степени летни кои што се најавуваат до моментот до кога треба да почнеме да дабуваме. Благодарам. Благодариме за учеството во утринската програма. Ќе следиме ние во секој случај реализацијата на проектот Младински активизам за позелени општини. Секако важно е да се стимулира младинскиот активизам, особено за вакви теми како што е екологијата во прашање. Благодарам за поканата и се гледаме во наредна прилика.